Власта нема само омилени бизнис уредници и омилени медиуми. Владата на ДПМН има и омилени фирми на кои што дели милионски бизниси. Според официјалните податоци на Бирото за јавни набавки, фирмата за обезбедување Security Group Services Doyle Скопје само во 2012 и 2013 година од разни институции добила бизниси во вредност од неколку милиони евра. Ќе се согласите дека за една ново формирана и анонимна фирма тоа е сомнително многу. Оваа фирма, СГС, е основана во декември 2010 година и само за година и пол, во периодот од мај 2012 до ноември 2013 година, од разни институции под контрола на ДПМН склучила тендери со 28 различни институции. Од добиените 28 тендери, на дури 20 тендери, СГС се јавува како единствен понудувач. Се поставува прашањето, дали е точно дека за оваа фирма стои првиот братучет на премиерот Никола Груевски, Сашо Мјалков? И дали е тоа причината што министерства, општини, училишта, јавни предпријатија, сите под контрола на ДПМН, имале потреба токму од оваа фирма, токму во овој временски период? И еве само неколку примери. Јавното предпријатие за државни патишта склучило најмалку 2 договори во вредност од околу 430.000 евра со фирмата СГС за обезбедување на наплатни станици. Број на понуди 1 и за двата договори. И градоначалникот на Скопје Коце Трајановски делел бизниси на оваа фирма. Градот Скопје склучил исто така 2 договори со СГС во вредност од околу 420.000 евра. Повторно бројот на понудувачи 1, повторно и за двата договори. Како овие 420.000 евра да не биле доволни, па дополнително уште 5 средни училишта од градот Скопје склучиле договор за обезбедување со СГС во вредност од околу 11.000 евра. И Министерката за култура од редовите на ДПМН, Канчевска Милевска, делела бизниси на оваа фирма. За обезбедување, мониторинг на локален видеонадзор и ПП заштита на Порта Македонија, Министерството за култура склучило договор со СГС во вредност од околу 33.000 евра. Музеот на ВМРО, институција под надлежност на Министерството за култура, склучило договор со фирмата СГС во вредност од речиси 57.000 евра. Јавната установа Национален парк Маврово, пазете, склучила договор за обезбедување на објекти во вредност од 48.000 евра. Број на добиени понуди повторно 1. Се поставува прашањето, дали ова начинот на кој што бизнис елитата на ДПМН испумпува милионски суми евра народни пари?